Благодарам, почитувана председателке. Господине министер, поголемиот дел од амандманите кои што ги поднесовме за овој буџет се затоа што овој е буџет за 2019 година. Веќе 2 години СДСМ е на власт, почнува 3-та година на централно ниво, веќе година и повеќе е на локално ниво. И најголем дел од амандманите кои што ги поднесовме се однесуваат на проекти кои што всушност вие како политичка партија сте им ги понудиле на граѓаните. Токму овој проект беше понуден и на локалните избори од страна на градоначалникот на општина Прилеп, велејќи дека со овие проекти во Прилеп ќе има иднина и живот за сите. Имено во неговото ветување стои дека со овој капитален проект тешките товарни возила што превезуваат мермер и други руди нема да ги уништуваат градските улици, ќе се врати безбедноста во сообраќајот во центарот на Прилеп. Јас инсистирам и замолувам да изнајдете начин да се обезбедат средства за реализација на овој проект, затоа што е вистина дека со товарните возила кои што врват низ центарот на градот, посебно оние кои што превезуваат мермер, најголем дел од улиците во градот се уништени, а во текот на оваа година и нешто откако во општина Прилеп локалната власт ја води Социјалдемократскиот сојуз, видовме дека баш и нему е некој приоритет на градоначалникот да ги реконструира улиците во градот, па токму затоа замолувам за помош од страна на централната власт, односно замолувам да изнајдете средства за изградба на оваа обиколница. Благодарам.